Значи на еден надпревар не можеш цело време да се браниш или цело време да напаѓаш. Ние треба да бидеме концентрирани низ целиот надпревар, ние треба да играме паметно, у моменти треба да бидеме офанзивни, дури повеќе офанзивни, у моменти треба да се браниме добро, ние треба да мислиме и треба да веруваме дека можеме да одиграме добар надпревар овде против една исклучително добра екипа, квалитетна екипа со голема традиција, со добри играчи, со добар тренер што не познава нас од ласката година, но ние веруваме дека можеме да одиграме квалитетно и да видиме после надпревар каков ќе биде исходот на надпревар. Значи нема некоја поголема еуфорија, точно е тоа дека ние сме веќе у групите на Конференц Лига, ние треба да бидеме реални и внимателни, ние треба да играме паметно, секогаш треба да го почитуваме противникот, да го дадеме максимумот. Кај нас реално нема некоја голема еуфорија, затоа што веќе ние пред еден месец осигуравме групи на Конференц Лиг и кроз еден месец, значи и таа еуфорија не е на тоа ниво што беше, но сега треба да гледаме понапред. За нас е многу битно што може да играме равноправно моменти со многу јаки екипи, како што е Лудогорец и другите екипи, дури и да победуваме. Ќе се обидуваме да бидеме многу паметни, да го дадеме максимумот и се надеваме дека ќе направиме уште еден голем чекор понатаму, иако да бидеме реални, екипата на Лудогорец беше и е фаворит на два надпревари. Секако дека фаворитската улога му следува на екипата на Лудогорец заради традицијата, заради сите работи што ги има како екипа, но секогаш фудбалот е интересен затоа што се случуваат и ситуации кај што фаворитот не секогаш победува. Затоа фудбалот е убав и ние ќе инсистираме утре да одадеме максимумот и се надеваме дека ќе приредиме уште едно, како да ти кажувам, уште еден добар резултат, уште еден резултат што ќе се гледа како спектакуларен. Значи, ние патувавме овде комплетни, значи сите играчи освен Аде Мазари кој нема право за настап во Европа. Другите играчи нормално дека во овој период после толку многу надпревари ние имаме неколку играчи што се жалат на ситни повреди, но тоа е нормален дел од работата. Ние дури утре пред надпреварот ќе одлучиме со кои 11 ќе почнуваме, но јас мислим дека понекогаш многу побитни фудбалери се тие што влегуваат или тие што се на клупа, него ли овие фудбалери што почнуваат од првите 11. Затоа што мислим дека секој играч што е во Шкендија заслужува голем респект и ние се обидуваме сите да ги почитуваме, сите се многу важни за нас и се надевам дека секој од нив ќе инсистира утре да го даде максимумот и да се прикажеме во најдобро можно светло.